Почитувани, дозволете најпрвин да го честитам 23 мај, Националниот ден на власите. Почитувани граѓани, почитувани медиуми, нема посоодветно место одовде, од Македонското собрание, да ги посочиме придобивките за граѓаните од стратешките одлуки кои мнозинството пратеници ги донесе. Успеавме да го напредиме македонскиот јазик и дома, но и во Европската унија. Подпишавме договор за фронтекст на официјален македонски јазик без фусноти и додавки, со што го издигнавме на ниво на јазиците на Европската унија. Фронтекст е прв договор со Европската унија подпишан на македонски јазик. Со тоа, нашиот јазик е потврден во Европската унија и равноправен со останатите јазици во Унијата и не може да биде оспоруван од никого. Пропаднаа сите лаги и хистерии на ВМРО, ДПМН и Левица, кои тврдеа дека јазикот ќе бил загрозен, ќе бил дијалект на бугарскиот јазик и други слични бесмислици со кои ја плашеа македонската јавност. Да биде иронијата поголема, токму ВМРО ДПМН беа тие кои не гласаа и воопшто не беа присутни во пленарната сала кога се ратификуваше договорот за македонскиот јазик во Европската унија. Сега, наместо ВМРО ДПМН да одговори дали ќе се приклучи на Европскиот блок или ќе остане во заложниство на Левица, Мицковски измислува нова глупост за наводно редефинирање на државата. Очигледна е намерата Мицковски и ВМРО ДПМН да побегнат од одлуката дали ќе се приклучат на проевропскиот блок или ќе останат со Левица во антиевропскиот. Стар и веќе виден пристап на сеење лаги, како што беше за бугаризација, асимилација, мигранти, кантонизација и што ли уште не. Време е за глас за Европа во Македонското собрание, а не за нови бесмислени измислици кои немаат никаква врска со реалноста. Христијан Мицковски и ВМРО ДПМН уште еднаш ги повикуваме да размислат и конечно да одговорат. Дали ќе се приклучат на Европскиот блок или ќе останат во заложништво на Левица? Ви благодарам. Дали имате некое прашање?